Државниот здравствен и санитарен инспекторат изврши вореден инспекцијски надзор на клиниката за гинекологија и акушерство, како подопрен глас, така во ист момент и на барање на директорката на клиниката. За време на надзорот, кој беше неколку дневен, извршен е комплетен увид во однос на простор, опрема, кадар, како и медицинска документација. Констатирани се низа недоследности, кои кажуваме дека ќе мора да се коригираат во одреден законски рок. Сублимирано, недоследностите се следни. Прво, на одделението за интензивна нега и постинтензивна нега за време на надзорот е констатирано дека има зголемен обем на работа во однос на просторните и кадровските капацитети, како и во однос на опремата. Сместени се по 2 новороденчиња во еден инкубатор. Клиниката располага со капацитет од 25 новородени, а во време на надзорот хоспитализирани се 49. Од аспект на кадар, надовршувајќи се на овој момент, сакам да ви известам дека во одделението за интензивна нега и постинтензивна нега вработени се нема доволен број на медицински сестри во однос на кадарот, нова бројка. За новородените се грижат 4 медицински сестри во прва смена и 2 специјалисти неонатолози. Во втора и трета смена повторно по 4 медицински сестри и 2 неонатолози педиатри, од кои едниот е ангажиран на акушерското одделение. Што значи дека клиниката има недостаток од средно медицински кадар, медицински сестри акушерки, од сестри специализирани инструментарки, има недостаток на кадар од неонатолози педиатри и анестезиолози. Купниот број на вработени на клиниката се 300, од кои 86 доктори, 300 стручни од стручен кадар, 125 акушерки, 60 медицински сестри и 29 лаборанти. Оваа бројка не ги задоволува потребите со кои и капацитетот со кој функционира клиниката. Во цитолошката лабораторија, која исто така е составен дел на клиниката за гинекологија и акушерство, вработени се 2 специјалисти по патохистологија и 7 лаборанти цитоскинери. Дневниот капацитет на прегледани резултати е 30 до 40 по доктор, а материјалите кои пристигнуваат се од 350 до 400 од гинеколози кои работат на територија на цела Македонија. Од ова произлегува дека поголемиот број на резултати кои се издаваат од клиниката ќе имаат само подпис на лаборантот цитоскинер, затоа што бројот на патолози не овозможува детален преглед на секој материјал и од патохистолог. Принципот на работа е да лаборантите цитоскинери ги обсервираат, ги гледаат добиените резултати и ги поделуваат на резултати кои се суспектни за патолошка промена и резултати кои се во граница на нормалата. Тие што имаат и мала асоциација за патолошки наод, одат на преглед пред патохистологот. Нешто што мора да се напомене во однос на цитолошката лабораторија е и фактот дека при примање на материјалите истите не се заведуваат ни во електронски, ни во пишан дневник, туку евиденцијата се извршува по патохистолошката анализа. Понатаму, од увидот во персоналните досија на вработените при надзорот, констатирано е дека е превземен еден инфектолог, специјалист на 24.7.2014 година и е вработен во
цитолошката лабораторија. Друго, констатирано е дека 2016 година превземен е доктор од јавната здравствена установа Здравствен дом Железничар со започната приватна специализација по гинекологија и акушерство во 2008 година, која се уште не е завршена, и за истата особа имаме неуредна евиденција во однос на почитување на работно време. Како четврто, констатирано е дека Комисијата за интрахоспитални инфекции е во фаза на формирање, затоа што при промена на раководниот тим, главната сестра, која е една од членките на Комисијата за интрахоспитални инфекции, го формира понатаму и остатокот од другиот тим. Инаку, од евиденцијата се гледа дека Комисијата за интрахоспитални инфекции работела по програмата која претходно ја има доставена. Од санитарно-технички аспект ќе ви кажам неколку моменти на кои има сериозни забелешки Државниот здравствен и санитарен инспекторат. Прво, заради недостаток на систем за добра вентилација во однос на свеж воздух и како недобро функционирање на системот за терморегулација, топло-ладно, нотирани се сериозни забелешки во однос на температурата која има во работните простории на клиниката, операционни сали, сали за кератажа и оделите за интензивна и постинтензивна нега. Од јавната институција, технички служби кои вршат сервисирање на филтрите за оваа институција, добиене нецелосен извештај, односно добиене извештај дека филтрите се менуваат, меѓутоа немаме динамика и немаме техничка спецификација на нововградените филтри, што значи не можеме да гарантираме за исправноста на последната промена на филтрите. Следна забелешка е во однос на кровот. Кровот протекува, што се гледа од трагите на влага кои се забележуваат во неколку лекарски соби, 2 соби за пациенти. Истите промени се забележуваат по вертикала до приземје и подрум, каде што се сместени лабораториските простории. Забелешка во однос на санитарно-техничкиот навод имаме и на лактариумот, просторија која користат мајките, чии деца се хоспитализирани во делот за интензивна и постинтензивна нега. Истиот нема проточна вода. Од овој аспект забелешки имаме и на постелината, креветите и се што влегува од овој аспект за опрема на болницата. Уште нешто што мора да се напомене, дека стерилизаторот за топлење на пелените е стар, количка исто така, стерилизаторот од кој се греат шишенцата за прихрана на дојнчињата е стар. Овдека мора да се напомене дека за овие санитарно-технички забелешки, како и за претходните што ви кажав, на клиниката за гинекологија и акушерство ќе им се издаде решение со точно одредени временски рокови во кои ќе мора да бидат санирани сите горе наведени забелешки. Доколку имате прашање, ќе одговараме после. Дали некој оделение што е затворено, што не ги исполнува условите, имало да се затвори преди вашиот надзор? Мислам дека сега треба да ви каже директорката на клиниката за гинекологија и акушерство во однос на овие забелешки
како и што веќе се превзема. А потоа ќе одговорам на вашето прашање. Само околу поставената прилика. Да кажам. Добар ден на сите. Сакам пред се да благодарам на директорката на државно-санитарната инспекција која што веднаш дојде и веднаш ја посети клиниката на моје барање во истиот момент. Да се заблагодарам на сите вас новинарите кои што го направивте актуелен проблем од кој што години го имаме на гинеколошката клиника и со тоа многу луѓе почнаа да се јавуваат да донираат опрема на гинеколошката клиника. Сега во моментот сме во една таква состојба на предизборие кога не можеме да примаме донации, меѓутоа веднаш после изборите во преговори сме за донации со повеќе фирми, меѓу кои и Министерството и владата се согласни да ни помогнат да донираат, кажем премиерот, 15 инкубатори за гинеколошко-акушерската клиника и уште 5 инкубатори по периферијата кои што ќе можат да ни обезбедат услови за да можеме да ги префрламе децата кои што веќе се извлечени од кризата, да се префрлат во матичните установи и таму уште известно време да може да престојуваат, за да може кај нас да се ослободи простор за да прифаќаме критични деца. Бидејќи клиниката е единствен референтен центар за недоносени деца, значи да не ги преплашуваме пациентите и гледачите и слушателите, тоа што секојдневно се јавуваат и мислат дека на клиниката не се згрижени доносените деца, значи со доносените деца и со децата кои што се родени во термин, немаме никакви проблеми ниту родилките, ниту децата. Постојано се уплашени, значи пациентките и нормално сметаат дека ништо не функционира на клиниката. Проблемот е со интензивната нега, односно со недоносените деца, односно децата кои што се родени со мала гестатијска возраст и кои што се ризични од самиот почеток на раѓањето за време на целиот престој додека да бидат значи извлечени. Никаде во ниедна приватна установа овие деца не се згрижени, не за тоа што таму немаат кадар, меѓутоа заради тоа што финансиски едно дете за да се извлече од состојбата во која што е родено, за жал тоа се големи порци, тие деца се големи порци и успеваат да извојуваат битката со животот. И сакам да кажам дека за се тоа многу ни е битно да ги овие деца да бидат згрижени кај нас и да им биде дадено се максимално, значи од целиот третман за лекови да не се штеди на давање на лекови кај овие деца, бидејќи тие лекови се многу скапи и заради тоа во приватните клиники немаме згрижување на недоносени деца или многу малку. Не секоја фамилија може да обезбеди околу 30.000 евра кошта извлекување на едно такво недоносено дете. Околу набавките, значи во процедура се набавки на повеќе апарати за, да кажеме, за вентилација, за прочистувачи на воздух, кои што ќе мора сега во прв момент, затоа што вентилацијата е малку по-обсежна, бидејќи тоа е изгрешено уште во самиот старт на изградбата, значи ќе треба малку подолго време за да се поправи целиот систем за вентилација, бидејќи се исти доводот на воздух и во операционите сали, и на интензивната нега, и во родилните сали е истиот воздух. Ќе мора да ставиме прочистувачи на воздухот во прво време со адекватни хепа-филтри кои што ќе ни бидат доволни за во овој момент да имаме подобри услови за згрижување на овие деца. Освен донациите, значи се преговара исто за кампања која што ќе оди како битка за најмалите бебиња кои што се борат за живот. Значи сега околу тоа дека веќе ми се досади да кажувам дека сето тоа ние го наследивме, тоа е здравствен систем кој што се растурал со години и сега треба
од некаде се почне. Ќе биде тешко, меѓутоа верувам дека многу брзо ќе успееме, ако ништо друго да ги подобриме за почеток условите, за да ги направиме такви какви што довикуваат на една терцијарна установа. Сега нешто околу кадрот да ви кажам, дека имаме малку анестезиолози, односно увезуваме анестезиолози од Кариц, имаме малку неонатолози, односно интензивисти, имаме малку хистопатолози, значи 20, а дневно добиваме по 300 до 400 стакла кои што треба да ги гледат, тие можат да гледат максимум по 30 до 40 стакла, точно дека лаборанти цитоскринери ги гледат стаклата и ги одвојуваат позитивните од негативните наоди, значи позитивните сепак ги гледаат хистопатолози. Меѓутоа и за тука ќе најдеме решение, бидејќи ќе направиме усовременување на поставките во цитолошката лабораторија, за тоа што ќе се набави апарат кој што ќе ги скринира негативните грисеви и ќе ги одвојува само позитивните кои што ќе треба да ги прегледаат повторно хистопатолозите, така да бидејќи бројката на хистопатолози во Македонија е нула, значи немаме хистопатолози кои што би можеле во моментот да ги ангажираме. Ова ќе биде еден од начините да се справиме и со тој проблем кој што го имаме во цитолошката лабораторија. И ако друго што ми е исто така многу битно, дека ќе треба да имаме динамика на обновување на кадрот, бидејќи кадрот е анестезиолози, последниот анестезиолог е примен пред 15 години. Така да анестезиолози, педиатри, интензивисти, неонатолози не можеме да најдеме преку ноќ. Тие и да ги примеме треба минимум една година готови педиатри да ги educираме за да работат со мали бебиња, односно со деца недоносени 25-26 година и понатаму.